Tebe, Gospodi, trojičesko i javisia poklonenije. Roditele Boga, sinetelstvo vaše Tebe, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovidnje golubinje, izvestvo vaše slovese utvrđenije. Ja daj se, Kriste Bože, i mi prosveštej slava. Dobro utro, češničke. Dobro utro. Ne mora da je važno, tako nam će ti uzme. Hođi mi se nje tamo. Ne se lizneš samo bolje. Hajde mi ti. Како ви се вика чешма овдека? Чешмата е од целото горно село Божено. Так. Тек се јас самија. Ајде, повелете се. Ајде, Ничко. Ајде, Димитри. Ајде. Ојте. Јело, одавде си, не? Не бебе, Боже. Дојдовме Иво, по положение да направиме еден документарен запис да остани во колективната меморија на македонскиот народ, а пред се новие мали дечина кои што тие ќе памтат. Христе Боже, и ми просвещей слава Тебе. Исто ќе имат паче, само вам Идеш ка чуда, ваму тош, ајде. Абе, попов ме мора онде. Идеј тошка. И дуговиднje golubinje, izvestvo vaše slovese utvrđenije. Ja daj se, Kriste Bože, i mi prosveštej slava Te. Уличи снег, уличи огон, а и денот се носи. Ние сме трпеска фамилија, се презимаме Богдановски и нашиот крш исто го преземаме годинава, сме нови кумои и после преземањето ќе ве почастиме ние со наша ракија, ќе наздравиме и ќе објасниме после како и што е, од кај потекнуваме, што потекнуваме и така. Ајде ши. Штерниот крсај. Ајде само да води. Колку поле? Носете нечего. Шујте. Чекай се, да ću го pojačam. Ајде, бацај тука. Ајде, не? Како извини? Нападу. Ajde, koja je govore sa mnom? Čekaj. Mogu se stopla. Интересно е да се напомене дека празникот Богојавление или Водици се слави во групи помали или поголеми,
кои што се викаат компанија, кумства или братства. Тие компании се формираат по мала или по фамилии. Сите членови на кумството се сметаат за меѓусебни роднини и се повикуваат со побратиме или светионе. Според давнешните свајчења, а тоа го прифатила и црквата, кумството е сродство, а тоа значи дека она што важи за крвните роднини, важи и за кумовите, односно важи законот за екзогамијата. Значи, со тоа што Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос, тоа значи дека тој го има кумството. Секоја компанија си има свој кум, кој што се вика Свети Јован. И кај него стои крстот една година од водици до водици и нему му припаѓа кумството. Предавањето или прво предавањето на кумството се врши по востановен, строго востановен ред, најчесто по старост. Меѓутоа, во записите на Кузман Шапкарев може да се срете дека во Охридскиот регион кумството и крстот со тоа се откупувале со наддавање. Та спомена ви тоа дека 18 јануари, денот пред Богојавление водици, се вика водокрштение или водокрст или водопост. Водокрст доаѓа од тоа што водата се крштева, се осветува, а водопост бидејќи станува збор за строг пост. Дента на денешниот ден на Богојавление водици, кога ќе чупне камбаната во црквата, сите кумови одат во црквата со котле со вода. Во секој од тие котлиња е ставен крстот од кумството. Откако попот ќе ги провери крстовите, дали се добро врзани со босилекот, затоа што треба да има толку гранчиња, колку што има кујчи во кумството, ги опејува сите котлиња и крстови заедно и ја осветува водата. Со таа осветена вода, потоа луѓето ги прскаат кујчите, просториите, шталите и сите оние места од каде што сметаат дека треба да се избркаат лошотиите. Празникот Богојавление или водици, според христијанските преданија, е денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан и се прославува на 19 јануари. Со ова на крштевањето му се дава значење како на една од повеќето свети тајни во христијанството. Со крштевањето практично е духовно раѓање на човекот и се смета дека со крштевањето тој почнува да живее во својата вера. Кумот се смета за духовен родител на крстениот и за негов најблизок роднина. Со празникот Богојавление или водици завршуваат така наречените 12 некрстени денови. Меѓутоа завршува и циклусот на збиднување и настани и прослави во врска со одбележувањето на православните христијански празници Бадник, Божик и Василица. Значи, Богојавление или водици празникот се однесува на денот кога е крстен Исус Христос од Свети Јован Крстител или Свети Јован Претеча. Претеча се вика затоа што тој учел пред и постоел пред Исус Христос и затоа се смета за негов претходник. Богојавление или водици е празник на предхристијанскиот Бог, дај Бог давател, кој што им ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале за помош кога ќе се отворело небото. Имено, според преданијата, спроти празникот ноќта, длабоко во ноќта, значи во глувот доба, кога ќе се отворело небото, сите оние што овој миг ќе го дочекале будни, значи на сите ним Бог им ги исполнувал нивните барања и нивните желби. Богојавление или водици се прославува 2 дена, на 19 и 20 јануари. На 19 јануари се вика во Јордан или машки водици, а додека на 20 јануари е собир на Свети Јован Крстител или женски водици. Денес, на овој светол ден, во Македонија во сите поголеми води, реки, езера, базенти, свештениците го фрлаат ритуалниот крст и по него скокаат верниците за да го фатат и обично се пуштаат да скока непарен број на скокачи, да речам така, и се смета дека на овој ден сите води се крстени и оној што ќе го фати крстот ќе биде среќен во наредната година. Почнуваме со откитување на Светиот Крст.
Еве, присуствуваме тука на одржувањето на крстот, и на крстовите овде кај во селото Пополжани. Твоето име? Стариот кум Јане. Ти си кум? Да, стариот кум. Така, колку мина сте кумови ова година? 5. Ја сега и другата страна. Може да ми кажеш имината на другите? Джеро, Гране, Јовица и Чедо. Се радуваш ли седали душата што во година овие 5 кумови ги чекате сите Пополжани овде кај во црквата, каде што вчера и некни сите они адети и обичаи ги поминати ни село. да, се радува душата. Ајде една порака за сите наши македонци, каде ти да се наоѓаат во Република Македонија, во Агенскиот дел, Перинскиот, Америка и Канада. Дали е добро барем еднаш да си дојдат во родното огниште, да ги отклучат оние зараđени катанци, затоа што се родили нивните дедовци и баби, затоа што пуло место родно од Република Македонија и од Пополжани нема никаде. Така е, на овие денови сите треба да се присвоите огниште. Амен, Господи. Амин, Господи. Нека добро години. Много години. Сега ќе му предава паричките. Сега ги предавам Чекај, паричките на новиот кум. Нека ти е чистито кумството. Нека ти се здрави и живи. Амин. И дечинава. Георги Димитри. Така. Тоа убавината. Да. Ова се пушта меѓу луѓето за да се има дома босилче и конопче. Другиот дел од Дори едно бе рекол, јатокот, црвениот јаток, виното е господово. понесат нештаните дома. Добро, Јоне, не го Така си се, така се варака. Ајде се вака, десната рака. Двајцата, така. Вака стегнете го, двајцата. Чакајте бе да се кренеме Може прво. Крени, крени. За многу години. Во Јорданија гришајуши ся Тебе, Господи, Троическо и Јавис. Почитувани мои, продукцијата Маријова филм се наоѓа во селото Пополжани, кое што е распослано помеѓу планинските цртови на Бистра планина и Стогово. Дојдов овдека во селото Пополжани да направам нова репортажа, да направам нов документарен запис, за да остане незаборавен од правта и покрина од правта на површината. Овде се наоѓа во ова село за водици, поточно речено и за машки водици, и за женски водици, да ги мештаните до ова село да ми ги раскажат старите адити обичаи за не само за водици, туку и за Бадник, и за Коледе, и за Божик, и за Василица, и за Петковден, и за Митровден, и за Илинден, и за Голема и Мала Богоројца, затоа што како што нивните дедовци и баби им ги раскажувале нив, а пак тие им ги раскажуваат на нивните синови, черки, внучина и правнучина. Нека е денов за новогодини, по стар адет и обичај кој ќе дојде во Пополжани, секој
добронамерен гостин го почестуваат со пополжанска природна слива препек ракија. Охо, да те загрее ова ракија. Јагај се, Христе Боже, и ми просвещај, слава Тебе. Ajde, živjeli za godini, neka ajde svadbu. Amin Bože. Amin Bože. Така. Браво. Така се пие. Ajde, zemljate sve. Za ubo neka je. Amin Bože. Ajde. Ajde tamo sa red. Če si njedi ne polnime? Ajde da ti povedete komšin. Ajde komšin. Ajde povedete. Ajde živjeli. Ajde. Zemljački. Ništa, gotovo, ajde. Koj prlačnek? A pevo mecevo pojde. Roditele Boga, siniteljstvo vaše Tebe. Bravo. Jednoga tja sina i jednoga.
Амин. Амин за многу години. Нека е здрава живо Македонија. Амин, здрави и живи сви македонци, кај да сме по светот. Денеска повторно ечеше македонската песна. Амин. Денеска сме во нашето родно село Побожани со новиот кум Орце Богдановски. Така е. Ние имаме еден обичај, побожанците каде и да сме, мора за водите да сме тука во нашето село, да си направиме веселба дека што знаеме ние со топла ракија, со сите роднини тука и пријатели што ни се секаде дојдени од цела диаспора. Од која фамилија си? Јас сум од Селјановци. Од Селјановци. Како се викаше дедо ти? Арсо, Баба ти? 7 колена назад можам да ти кажам. Арсо и Донка. Така. Татко Зоран, мајка Јагор. А пак дедо ти по мајка ти? Дедо ми по мајка ми Настева Јановски, по потекло од Тури. Така, а баба ти? Левка. Така, слушаме маке едно. Кога ќе додиш во овие наши македонски села? Пред се, да речеме, не само во твоето родно село овде. Извина песна на Немам македонски. нешто поубаво. Македонштината и патриотизмот најмногу се гледа по овие рурални средини. Селата ја држат Македонија да биде тоа што е. Ајде една порака до сите наши македонци. Каде ти да се наоѓаат, дали Дали да се наоѓа, да се ни здрави и живи, не ги заборавајте вашите огништа. Секогаш враќајте се таму каде што потекнувате, затоа што вас, вашиот дом не го определува вашето место на живење, туку таму каде што ви се коските од дедовците, од предедовците, таму каде што ви се гробиштата, таму каде што ви е коренот. Бидете ни здрави и живи. Сакајте ја Македонија, сакајте се ги своите села и почитувајте ги овие македонски преубави традиции. Нека ни е денот за многу години. Амин за многу години. Куме, А сега поверете кај нас дома на честитање и да го направиме како што е редот нашиот крај. Има ли топла ракија? Има и топла Одиме. ракија и се што треба. и со народна наша овој македонска песна. Да Одиме! Ајде, само Може весело, ли? може! Каде сте? Каде сте? Sa vas plače majka Egejska, sa vas plače Makedonija. Kade ste Makedončina? Kade ste Kalotinote? Sa vas plače majka Egejska, sa vas plače Makedonija. Ajde što gospoda, na pomoć. Domaćine, dobri gosti, ti doja. Оди. Ti doneso ja. Dobar ti doneso ja. Секое село си има свој адет и обичај, било за Коледе, било за Бадник, било за Василица и за Водици. Македонскиот народ со македонската култура е најбогат во светот. Секој село, секој празник си има свој обичај. Нашиот крст, каде што денес сте вие гости, исто така си има свој обичај. И сега кога одиме по превземањето на новиот кум на кумството, одиме кај него дома да не почести нели, да не угости и влегуваме со една песна која што ја сме ја наследиле, не знам, можеби стотици години од нашите дедовци, прадедовци и со таа песна влегуваме и го поздравуваме домајкинот и кумот. Како се вика песната?
Ајде Чичо, како се вика песната? Светионска песна. Ајде, почнувај. Твоето име? Силјановски оце. Од која фамилија си? Силјановски. Чичко на? Спасен Силјановски. Така. Ти се радови душата што денеска селото е полно со народ? Премногу. Сум расположен со денешниот ден. Ајде да чуеме, ќе запееме заедно сите. Ајде, куме, нови куме, ако спиеш, разбудиш, ако спиеш, разбуди се, ако пиеш, весели се, ете идат добри гости, добри гости водичари, напред оди Свети Јован, Свети Јован честни крсти. Ајде, дојде Свети Јоване. Да бидемо наследство и буцења. Кај нас се поштува се уште тоа старото, традиционалното. Пред се предност имаат по старите. Никогаш помладите не можат пред нив ни да влезат, ни да бидат послужени, ниту да запеат. Се остава прво на постарите, а после ние им даваме поддршка и продолжуваме. Така и сега, ред се остава да влезат прво постарите, да седнат постарите на водичарската софра, па потоа како што ќе има место, така и ние помладите, па и дечињата. Значи, ја сочуваме традицијата наша македонска. Се разбира традицијата и почита кон постарите и фамилиарните вредности, затоа што за едно општество да биде здраво, една држава, една нација да биде здрава, се потекнува од една матична клетка, а тоа е фамилијата. Ако имате слога, љубов, почитување во фамилијата, во семејството, кон постарите, мајка, татко, дедовци, тоа ќе имате здраво и силно општество и здрава нација. Дори едно би додал, на времето пред 50 години, нашите дедовци и баби навечер кога ќе седне на трапезата, под навод кажано не броја пари, туку ојчо беа радосни, кој ќе се собереа. Му се родило детенце, му се родило черка, му се родило син, внуче, овчите му се бјагниле јагнината му, ојчо му биле наброј качината со месо, со кисела зелка и овчо и песна со грејана ракија. Тоа е најубавото богатство. Јас за овој ден, како и сите мои пријатели од мојата фамилија, од овој водичарски крст, сме прерадосни и пребогати, тоа чувство не може со ништо да се замени кога ќе се соберете вака заедно. Еднаш во годината се собираме заедно и тоа со пари не се доплаќа, верувајте. 3 дена и 3 ноќи го правиме ние овој ден, го празнуваме со песна, со ракијичка, со дружба, со љубов, со муавет, споделување анегдоти, приказни, спомени од минатото. Тоа не може да се замени ниту со пари, ниту со било какво светкаво богатство. Ете, ја и ти заедно го испочитувам, не? Онај стар адет и обичај, се влезе до мајчино, си влегол по старите и не ќе влезе. Да влеземе и ние, па да направиме една здравица со една убава пополжанска грејана ракија. Да одиме? Јас сум изморен, цело ден, цело утро свирам и си изморен со снимањето. Редно е да се напиеме по една пополжанска грејана ракија. Па слушај, ти кажам право кај мојот, а тој пријател кај Орце. Ајде бурум! Ајде бурум! Имат бурум! Ајде повели! Ајде, да си ми здрави живе, нека ти е дено само години. Амин, добре дојдовте. Ајде, добре дојдовте, само година помост. Амин Боже, амин. Ајде. Ајде, повелете, ајде. Ајде, сега седнете. Најпрво сакам да му заблагодарам и да му посакам добре дојде на Свети Јованскиот честен крст од нашата компанија, кој го сочинуваме 4 фамилии, нашата Трпеска, Силјановска, Митреска и Наумовска фамилија. Нашиот крст во нашето село Пополжани е поброен, најголем, имаме уште 4 крста, значи вкупно 5 крста, и како што го направивме редот в црква, на двете места кај што запревме визор, кај што скапавме, еве и се пресоблековме,
сега сакам да му посакам добро дојде на крстот и да му заблагодарам. Цело време го молевме Свети Јована, Господа и сите свети светици да не зарадуваат со рожба, се смилува, не зарадува после 18 години ни подари нашите ангели Георги Димитри. Му благодарам што го дочекавме здрави, живи и целокупна компанија и сакам да му посакам значи и на цела компанија и на нашата фамилија сме здрави и живи до година порадосни, повесели и побројни. Уште едно прашање, да ми ги спомениш другите 4 крстови во селово. Другите крстови се Цветановски крст, Гиновски крст, Наумовски крст и Гиновски и други од Наумовски. Овие стари адети обичаи, крстот за водици, се пренесува од колено на колено од постариот? Да. Нашиот крст е најстар и од него започнало се уште во горното село, значи преку 200 години е стар и првиот крст дрвен е клесан на дрво и уште во горното мало така го започнале. Од кога започнале до моите дечина, значи 8 колено е, Георги Димитри, јас, мојот покојен татко Милорад, дедо ми Живко, прадедо ми Велјан и прадедо ми Трпе. И тој од Трпета имат веќе се прошируваат и со другите што се членови, кои што рековме, Силјановски, Наумовски и кој беше други, Силјановски, Наумовски и Митрески, да. И до ден денески, дај Боже, го молиме Свети Јована да траи за век и веков докога ќе постои ова виделина. Ти се радува ли душата што денеска твојата куќа е полна со гости? Премногу. Ние како што знаеме да кажеме во нашата компанија и во нашата и со мојот почитуван колега и брат, може да речем, пошто ние во нашата компанија се почитуваме како семејство, сите сме браќа и сестри, така се почитуваме преку целата година и ние знаеме да речеме дека живееме за овие 4-5 дена во годината. Се радуваме од срце и живееме за тие дена. Дори денечка црквата беше преполна со народ. Фала и слава на Бога и на Свети Јована, значи при се убаво се заврши, после на тие 2-3 места и се како што забележав. Имаше и борење така речено. Во снеговите се препела и така. Дори едно би додал, соборниот храм во селото пополжен беше преполн со народ. Да. Таму имаше беа сите крстови од селото. Така. Таму имаше и грејана ракија. Попатно ечеше екот на тапанот, екот на хармониката, ама тука беше и вашиот соселенец Силјан, кој што Спаса Силјановски, се извинувам, кој што да бидам реален, да речам, ми е мило во душата што не како естраден уметник, туку како селенец во ова село. Чест ми е, па ќе речам. Нема поголемо задоволство. Јас ви кажав и надвор, нема средства кои што можат да ја купат мојата професионалност надвор од овој крст за овој ден. Преку цела година можам да настапувам на секаде по светот, но за овој ден за Водици морам да сум тука помеѓу своите. Нема поголемо од богатство да се заедно со фамилијата, со пријателите, со стриковците, со братучерите. Ние сме како една цела фамилија, како браќа и сестри. Не знам дали ми напомена Орце, кумот новиот Орце, кај нас традиционално сите кои што сме членови во овој крст се почитуваме како браќа и сестри и нема меѓусебно земање и склучување на брак помеѓу членови на овој крст, затоа што навистина и да не сме блиска роднинска врска, ние се почитуваме како да сме најблиска рода. Се каниме за крштевки, за свадби, за сите убави работи, значи на прво место секогаш ни е компанијата и членовите кои што се од крстот. Ово ќе да те прашам. Кога ќе додиш во твоето родно село, кога ќе прошеташ низ речината, низ селските пачиња и сокачина, кога ќе прошеташ низ секоја кој ќе влезеш во секој селски двор, ти се радува душата? Нема поголема радост. Неизмерна радост тука едноставно ги полнам батериите. Колку и да сум исцрпен и физички и психички и емотивно и секако, кога ќе дојдам тука, едноставно ги полнам батериите, се полнам со таа прекрасна енергија
како да сум преодморен и расположен и прерадосен. Тоа е природа, тоа е природна работа, тоа е врската. Секој човек ја собира енергијата таму каде што потекнува, таму каде што е роден. Јас често пати сум кажал, вие може да имате и кујка во Париз, вие не можете да бидете парижанец. Јас не можам да бидам, не знам кој, без разлика на моето место на живење моментално. Јас сум пополжанец и тука ми е душата со овие прекрасни луѓе кои што се тука. Од каде е поривот кон македонската песна? Имаш ли некој од твоите? Ете од тука, баш од тука, од овој крст. Тука ја негуваме македонската песна, македонската народна, родолюбива, патриотска, се што сум научил од овие луѓе тука, татко ми, стрико ми, другите стриковци. Ние сме сите музичка фамилија. Кој пее, кој свири хармоника, кој тропа, тапан, гајда, не знам дали знаете, Орце е еден од најдобрите гајдачи, ќе имаме прилика Ќе го чуеме. да го слушнеме во текот на денот. Денот ќе трае, сега почнува денот. Ова е само почеток, допрва ќе има песна, ќе се пее песна, ќе се веселиме и ќе си пивнеме. Понекој дозволено е за овој ден. Дори вака едно брекол, ајде ти си први меѓу еднаквите овдека кај Орчета, ти си први меѓу еднаквите овдека во твоето родно село. Јас се чувствувам секогаш понизно пред постарите, пред се постарите што ќе кажат, тоа кај нас е закон, без разлика на кое социјално ниво се наоѓаме во општеството, сепак кај нас е традиција. Како што гледате, јас си седам по старина, сум последен, зборот го имаат пред се кумот, кој што не чека оваа година, а потоа постарите Дури едно би додал и кога разговаравме преска, кога го правиме разговорот, прво се влега постарите, а прво после влегуваат постарите, прво седнуваат постарите. Тие кога ќе кажат ќе запееме, тие кога ќе кажат ќе вечераме, ќе ручаме, кога ќе кажат тие ќе направиме пауза, значи зборот го имаат секогаш постарите и тоа мора да се почитува не само тука кај нас, секаде низ Македонија, само така ќе има единство, затоа што здравиот разум е во постарите луѓе. Ајде, домајчине. Како што е редот, секој пат и верски да се испочитуваат секој на светија и секој настан, ја би ја замолил компанијата да станеме да кажеме да ја благословиме софрата, како што доликуваат верски и на сите во сите пригоди. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Како на небото, така и на земјата, лебот наш насушен дај ни го денес. И прости ни ги долговите наши, како и ние што ги проштеваме нашите должници. И не ведуј не во искушение, но избави не од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот и ги сега секојаш во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи се Христа и Свети Јоване Крстител и Мајко Божја и сите светци и светици Божји годници, благословете ја нашата трпеза и секаде и на сите места, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Јас би додал и уште тропарот за богојавление кој во нашето село не е обичај да се пее, меѓутоа добро би било да се испее тропарот за Свети Јован Крстител и за водите воопшто. Во Јордање крштајуш јас ја Тебе, Господе, троическо е јавис ја поклонение. Родителе во глас свидетелствуваше Тебе, возлюбена год ја сина именуја. И дух повиде голубе, известуваше словете утврждение. Ја вест ја Христе Боже, и мир просветлуваше слава Тебе. Компанијо за многогодини нека е нам. Амин. Ајде години. Ајде. Орце, ајде гајдата земја. Ајде за многогодини. Ајде. Ајде.